Ви благодарам, председателке. Почитувана заменик министер, излегов за да се гледаме. Затоа што воопшто не го прифаќам образложението кое што го добив од ваша страна, а претпоставувам дека вие го имате добиено од Министерството за транспорт и врски. Значи, се работи за многу различни патишта и кои што се наоѓаат во различен дел од државава. Ние бараме средства за изградба на обиколница меѓу 3 општини кои што се соседни општини, да речем, односно оваа обиколница би ги поврзувала Македонски Брод, Прилеп и Битола, односно повторно ќе речем би го скратила патот, односно времето на движење помеѓу овие 3 општини би било пократко. А вие ми давате образложение дека во програмата се обезбедени средства за изградба на градско Прилеп Дреново. Почитувана заменик министер. Изградба за градско Прилеп Дреново средства се обезбедени уште во претходниот мандат на овој парламент. Имено зедовме кредит со кој што требаше да биде изграден овој пат. Меѓутоа, нема друго објаснување освен неспособност на оваа влада. Секојдневно го возам овој пат, на патот не се работи. Работата е прекината и како што е познато во целата македонска јавност, фирмата која што го имаше добиено тендерот веќе ја напушти државата. Зошто ја напушти државата? Затоа што од страна на Министерството за транспорт и врски, односно од државното јавно предпријатие за патишта, не биле префрлени средства, односно не им биле префрлени, онака како што е кажано, не им биле префрлени средства за веќе и изработениот дел од проектот. Пред само 2-3 недели разговаравме тука само во големата сала, во сала Македонија на Собранието на Република Македонија, со министерот за транспорт и врски, каде што кажа дека во догледно време ќе го продолжи овој пат, не знаеме кога ќе го продолжи само. Меѓутоа, тој вети дека барем патот кој што го возиме, кој што е во катастрофална состојба, ќе биде реконструиран. За да во буџетот 2020 година видиме дека се предвидува, почитувани сограѓани, почитувани жители на цел Пелагониски регион и на цела Република Македонија, оваа влада, според ова што стои во буџетот за 2020 година, воопшто не планира ни да го продолжи овој пат градско Прилеп Дреново. Имено ова што министерот го вети дека ќе направи реконструкција на веќе постоечкиот пат, која што реконструкција вети дека ќе биде завршена до крајот на 2019 година, затоа што веќе и безбедноста на возачите кои што возат по овој пат е доведена во прашање, затоа што повторно ќе повтораме во катастрофална состојба. Во буџетот за 2020 стои дека постоечкиот пат ќе биде реконструиран во 2020 година, што тоа што не е назначено никога. Повторно ќе напоменам неспособноста на оваа влада иди до израз. Градско Прилеп Дреново, кој што ми го спомнувате, воопшто не се гради. Од страна на Министерството беше кажано дека очекуваат да биде избрана нова фирма и уште на ребалансот за буџетот јас го споменав прашањето дали и тука станува збор за некој нов рекет за кој што во догледно време ќе разбереме зошто е избркана фирмата која што го имаше тендерот за патот за кој што се обезбедени средства, а средства стојат во буџетот на Република Македонија и не се користат за доизградба на овој пат. Благодарам.